Повеќе од 10 години Основното училиште Добре Јовановски од Прилеп се обидува на учениците образовниот процес и предметите, да им ги доближи на еден доста креативен начин, а тоа е преку цртежи кои што ги има буквално на секој зид, од приземјето па се до најгорниот кат од објектот. Вкупно има околу 30 на вакви цртежи. Главен виновник за ова е наставничката по ликовно образование Маја Најдовска, која што ги изработува овие дела заедно со учениците и нивните ментори. Овие цртежи се менуваат константно според потребите на предметот кој го изучуваат учениците. Наставниците, колегите мои, одбираат што точно треба да се прикажи и потоа заедно со учениците ние ги реализираме нивните наставни единици. Во изработка на овие ѕидови учествуваат сите деца од 6 до 9 заедно со нивните ментори, наставниците по предметот кој го изработуваме на ѕидовите. Овие цртежи и тоа како помагаат, затоа што пошто цело време ние ги менуваме и се обидуваме преку цртежите да добијат една мемориска слика во главата и да останат врежани во долго сеќавање. Сончевиот систем, математика, англиски, германски, македонски јазик, хемија, секој ѕид буквално си има своја приказна која што треба да ја прикаже. Знаејќи важноста на изучувањето на странскиот јазик, односно германскиот, во 21 век, дојдовме на идеја да направиме еден креативен мурал во нашето училиште, кој што ќе ги поттикне учениците да учествуваат во наставниот процес, односно да се ангажираат повеќе. Ние избравме пеперутката како символ на слободата, при што покрај оваа пеперутка позадите има напишано исто така текст кој што во превод би значил границите на мојот јазик се граници на мојот свет. Зошто се одлучите баш за овој периодниот систем? Затоа што периодниот систем е нешто без кое што не можеме да учиме во хемијата. Значи, мора да ги знаеме хемиските символи, за понатаму да ги постигнуваме другите цели, резултати што треба да ги изучиме. Новите наставни содржини што ги изучуваме со наставниците по македонски и со наставничката по ликовно Маја Најдовска, ги изнесуваме на ѕидовите во ходниците со цел полесно да им ги прикажеме наставните содржини што ги учиме ние, затоа што подобро е кога визуелно ги гледаме работите отколку аудитивно. И како што можете да видите во позадина, над ѕидниот мурал ја имаме насликано англиската азбука, со тоа што за секоја буква има нацртано по еден предмет кој што е поврзан со таа буква и се потрудивме да направиме еден креативен ѕид каде што најмалечките ќе може да ја добијат нивната основа во англискиот јазик. Училиштето Добре Јовановски е мултиетничко училиште, каде децата од најмали нозе се учат на толеранција и почитување на различностите, да другаруваат помеѓу себе без никакви предрасуди и пречки. Ова дрво го изработивме за чест за нашите соученици, го почитуваме нивниот празник Великден за христијаните. За Бајрамот, за празникот Бајрам изработувавме ромски слики и каде што беше пренесена ромската традиција. За проектот што се случува денеска е многу убаво, бидејќи нови деца кои идат во училиштето ќе може да ги видат сликите што се овде и ќе можат да го запамтат тоа. Во ова училиште уметноста е присутна на секој чекор во секое капче. Значи тука сме до два стари инструменти кои што ги поседува училиштето, еден контрабас и едно пијано кои што се навистина реставрирани во еден модерен стил. Вака, во нашето училиште имаме многу голем број на талентирани ученици. Располагаме со огромен број на музички инструменти, како што гледате, во корелација со наставничката по ликовно образование Маја Најдовска. Скоро секоја година се трудиме да ги обновиме овие инструменти, кои што се застарени, да ни траат што подолго и подолго да имаме со што да работиме со нашите ученици. Колку вакви инструменти се насликани, нацртани на ваков начин? Ова учебна година ги насликавме само овие два инструменти, пијаниното и контрабасот, а за наредната учебна година планираме да ги реставрираме и мандолините во нашето училиште. Учениците за својата креативност и труд добиваат голем број награди за многу нивни дела. Да спомнам и последната награда наша,
која што ни е многу драга, бидејќи по втор пат ја добиваме прво место на надпреварот во организација на Пакома за изработка на дела од отпадни материјали. Освоивме прво место со Змеот и Витезот. Го освоивме првото место на карневалот по повод Прочка, каде што наставниците заедно со учениците изработија самостојно маски, ги купивме како материјали, сами шиеја, сами кроеја, сами се шминка, ете, трудот кој што го вложија ни донесе прво место. Друга награда со која што се гордееме е првото место во организација на Уницеф и МОН, каде што снимивме видео во кое што беше прикажан еден тежок живот на децата, дека децата без родители се изгубени во светот, па макар и во светот на децата. Од Добре Јовановски вела дека и во иднина ќе продолжат да бидат пример за тоа како креативноста и уметноста може да се стават во улога на подобрување на образовниот процес и подобро усовршување на наставната материја.